Јас ги знаев сите тие податоци, но ова што ви го кажав е од терен, е тоа што го знам. И јас останувам на тоа што го кажав. Вие останете на статистиката што имате, затоа што статистиката е игра на бројки. Знаете, зависи на која основа сметате нешто. Ако лани нешто било 0, сега да е и 0,1 е голем раст. Но, суштински нема, нарочито некај домашните компании, и тоа е проблем. За домашните компании зборуваме, а се ова друго што кажавте како економски раст е од индустријските зони и од странските компании кои имаат подобро производство. И тоа е добро, но добро е и на нашиве компании да им одеше така. Но еве, не им оди. Тоа е нивна констатација. Тие го констатираат тоа. И знаете, сум разговарал со многу бизнисмените во Кичево. Одсем тие што нешто работат со државава или со општина, на другите не им оди. Така вика. Плюс работниците им заминуваат во странство. Подобрите работници им заминуваат во странство. Имаме проблем, но тоа е тешко, тој проблем ќе се реши. Во врска со автопатот, јас кажав една работа, тоа не ми одговоривте, но не е важно, значи, ниеден објект не се прекинува во тек на градба без да се обезбеди. Значи, не може, има свлечишта, го нема локалниот пат за Крушино и село Кнежино, го нема. Сега ќе треба, не знам, уште пола Крушино да се ископа за да можат луѓето да појдат до манастирот, до селото и до излетничкото место Крушино. Тоа требаше да се обезбеди, тоа требаше да се направи. Исто така има одрони на неколку места на патот Кичево пресека. Затоа реков и плюс ви кажав, корозија на железото, на мостовите и така натаму. Стабилноста на објектите е доведена во прашање. А инаку, секојаш кога се прекинува некоја работа, се обезбедува. Јас знам, тука е и вице-премиерот, тој знае кога ќе исклучите електрана, мора да ја заштитите од корозија. Иначе, ќе има проблем, ако сакате подолго време да не работите, мора да спроведете постапка, антикорозивна заштита да се направи, за да нема проблем. За тоа зборував во тој дел. Немам други прашања, но ефектите ќе ги видиме направо од ова што го кажав. Ќе видиме дали ќе биде тоа што вие го кажавте или ова јас што го кажав од пракса. Благодарам. Одговор на второто прашање ќе даде